Да се лета над планини, долини и езера. Тоа не е само адреналин, туку чувство на слобода што тешко се опишува. Параглайдингот како спорт се појавил во 1980-тите години, а кај нас започнал да се практикува во 1990-тите години. И со текот на времето прерасна во страст за многу љубители на небото. Параглайдерот е еден релативно нов спорт, некаде почетокот на 80-тите почна во Македонија, негде почетокот на 90-тите. Тоа е комбинација од аеродинамика и пендулум ефект или клапно. Или, да речеме, аеродинамиката си има своји закони, клапното или спрега на сили си има други закони и се појавувате тој многу специфичен спорт. Летовите обично се зависи кој со што се занимава, затоа што има три сосема различни работи. Тоа е прецизно слетување, крос-кантри, го викаме, или прелети, каде што се задава една цел и кој побрзо ќе ја направи таа задача. Да речеме, се оди Скопје, Прилеп, Охрид и назад, и кој тоа ќе го направи за побрзо време. Потоа акробатското летање, со кое јас што се занимавам, тоа е најблизу до, ако споредиме би можело со уметничко лизгање, нели, на мраз, затоа што има кореографија, има тежина на маневрите. Тоа се главно тие три работи. Параглайдингот кај нас има се поголема популарност, а некои македонски локации се веќе добро познати и надвор од границите. Крушево и Охрид се меѓу најпосакуваните дестинации, не само во Македонија, туку и во светот. Па во Македонија и во светот најпопуларни две дестинации се Крушево и Охрид, Галичица. Токму од тие работи што има Крушево, да речеме, најпознато се одржуваат таму надпревари светски купови од крос-кантри или прелети, затоа што има многу добро местоположба, одлична, од 365 дена, 300 дена се може да се лета, а Охрид е за другата дисциплина, за акробатско летање, одлично. За летање со параглайдер е потребна специјална опрема. Па опремата, значи параглайдерот е поврзан со едно седиште, во кое што седи пилотот и има команди кои се исто поврзани со параглайдерот и така се раководи, плюс и со преместување на тежиштето во седиштето на пилотот. Во овој спорт има спортисти од сите возрастни групи. Па вака, ова е единствен, можеби, или редок спорт каде што и младите и старите се измешани. И средните, да речем. Прост пример од моето семејство. Ќерка ми има 9 години, почна да лета на 7 години, а јас имам 72 години. Се уште се занимавам со акробатско параглайдерство и тоа друг нема во светот, да речеме, што се бави на таа возраст со акробатско летање. Обично со акробатско летање се занимаваат младите. За да се занимавате со овој спорт, потребна е посебна обука. Да, па ние имаме и школа во клубот наш. Нашиот клуб е Акро Македонија и познат е во светот. Доволно е да се зачлени во клубот, нормално има известна висина на членарината за која што, нели, така ќе си плати, но обуката е цело време. Не постои, да речеме сега, толку е обуката и завршува. Него е константно, тоа е исклучително само во нашиот клуб. Параглайдингот не е само спорт, туку начин да се види светот од поинаква перспектива. За оние што еднаш ќе полетаат, небото станува втор дом.